Добар ден, започнуваат вести на Слободен печат. Благодарам што сте заедно со нас. Жена од Прилеп доби одштета на суд од Македонски пошти затоа што нејзиниот ваучер за инвитро оплодување со препорачана пратка му го доставиле на непознат човек. Пресудата е објавена на страницата на апелациониот суд минатиот месец. Жената, откако ја собрала потребната документација во април 2023 година, до Фондот за здравство поднала барање за одобрување на право на биомедицинско потпомогнато оплодување. Се обратила телефонски во фондот, откаде и било кажано дека ваучерот е испратен преку пошта со препорачана пратка и пристигнат во Прилеп, а подоцна добила известување дека во ФЗОМ се вратила и повратница од препорачаната пратка и дека писмото е примено. Најстрашно било што жената веќе почнала да ја прима терапијата и оплодувањето морало да почне на точно определен датум, на 3 октомври истата година. Но таа го немала неопходниот ваучер. Македонски пошти почнале внатрешна контрола и констатирале дека пратката била доставена до непознато неовластено лице без да биде потврден идентитетот преку лична карта. Темата е на Милослава Симоновска. Во судницата во Идризово при Основниот кривичен суд Скопје денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. На денешното рочиште е предвидено сведочење на законски застапници на оштетените во случајот. На изминатото рочиште на предлогот на обвинителството сведочеше собственик на автолимарски сервис, лоциран веднаш до дискотеката, кој зборуваше за реновирањето на Пулс од неговата перспектива, како сосед на објектот, како и за трагичната ноќ кога објектот беше заваден од пожар. Председателот на владата Христијан Мицкоски денеска ќе ја посети Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство при Клиничкиот центар Мајка Тереза, каде ќе биде заокружен процесот на реконструкција и набавка на нова опрема за клиниката. Знам го потврдија скандалот што го објави АКТ. Тендерот 1,2 милиони евра добила фирма на нивни советник од општина Киселавода. Ама реакциите за скандалот се како оние на ВМРО. Фактите се тие советникот кој зема 1,2 милиони евра е наш, ама се оградуваме од инволвираност. Се наведува во соопштенијата на СДСМ. СДСМ ги повикува ДКСК, јавното обвинителство и финансиската полиција да отворат истрага за најновиот скандал што го откри АКТ. Како тоа фирма што не исполнувала услови добила тендер од 1,2 милиони евра од пошта. Како тоа се менува собственик само 20 денови по добивање на милионски тендер. Собранието денеска ќе го разгледува дополнителниот предлог на Законот за судскиот совет во второ читање. Главната цел на законските измени е да ги отстранат досега утврдените слабости во постојаната правна рамка и да обезбедат пофункционален, транспарентен и отчетен судски совет. На паркинг простор на булеварот Асном во скопската населба Аеродром биле оштетени 34 возила, како што соопштуваат од МВР. Оштетувањето било извршено во периодот од 23 часот на 27 декември до 9 часот рано утрината на 28 декември оваа година, при што е причината вкупна материјална штета од околу 11.000 евра. Извршен е увид, а за случајот е известен јавен обвинител. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и за целосно расчистување на настанот, соопштуваат од полицијата. Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков денеска на пресконференција ќе ја информира за објавувањето на првиот том од првиот македонски етимолошки речник. Автор на речникот е професор доктор Гоце Цветановски. Македонскиот етимолошки речник е од особено значење за македонскиот јазик, бидејќи представува научно втемелено сведоштво за историскиот развој на македонскиот јазик. Нуди научно аргументирана анализа на потеклото на македонските зборови, поставени во поширок словенски и индоевропски контекст. Партијата на премиерот Албин Курти победи на предвремените парламентарни избори во Косово. Курти изјави дека брзо ќе формира нова влада, откако неговата партија освои половина од гласовите на изборите во неделата, сигнализирајќи можен крај на едногодишната политичка блокада што го парализираше парламентот и го одложи клучното меѓународно финансирање. Аналитичарите пак велат дека е тешко да се предвиди дали Курти ќе може сам да формира влада.
Ова гласање е второ оваа година во Косово, откако партијата на Курти не успеа да освои мнозинство во февруари. Косово во соработка со Албанија и Хрватска планира да започне производство на оклопно возило Шота, што би било прв заеднички проект од ваков тип на Балканот. Веста ја потврди веде министерот за одбрана на Косово, најаведувајќи дека разговорите со Албанија се во завршна фаза, пошто договорот ќе биде проширен и на Хрватска. Тој изјави дека партнерите веќе постигнале начален договор за заеднички развој и производство на возилото со албански дизајн. Според него, производството би било географски распоредено, така што секоја земја би била задолжена за изработка на различни компоненти. Продолжуваме со вести од светот. По средбата во Флорида, украинскиот претседател Володомир Зеленски и американскиот претседател Доналд Трамп порачаа дека се направени значителни чекори кон можно завршување на војната во Украина, но истовремено нагласија дека остануваат сериозни отворени прашања, особено околу територијата, безбедностните гаранции и улогата на Русија. Зеленски изјави дека мировниот план од 20 точки е 90% договорен, додека безбедностните гаранции меѓу Украина и САД се според него целосно усогласени. Остварен е голем напредок. Многу сме поблиску до руско-украинскиот договор, рече Трамп. Путин сака Украина да успее, изјави Трамп, истакнувајќи дека Русија ќе помогне за реконструкцијата на Украина. Кина почна нови војни вежби околу Тајван. Под кодното име Мисија Правда 2025, вежбите се спроведуваат во морските зони и воздушниот простор на околу Тајван. Ова се првите големи кинески војни вежби во близина на Тајван од април минатата година. Според државните медиуми, фокусот е ставен на патроли за борбена подготвеност, постигнување сеопфатна супериорност и блокирање на клучните пристаништа и области. Воен портпарол ги опиша вежбите како предупредување до сепаратистичките сили за независност на Тајван. Најмалку 13 лица ги загубија животите во железничка несреќа на југот на Мексико. Речиси 100 други се повредени во несреќата во сојузната држава Оахака. Возот излета од шините на пругата. Во времето на несреќата, според морнарицата, во возот имало околу 250 лица. Причината за несреќата засега не е позната. Цените на нафтата останаа речиси непроменети и минатата недела, додека се намалени за околу 20% од почетокот на годината. Ако ништо не се промени во меѓувреме, 2025 година нафтата ја завршува со најголем пат на цената од 2020-та. Цената на барел на лондонскиот пазар се зголеми минатата недела, додека на американскиот пазар барелот порасна. Ако вака остане во последните денови од оваа година, тоа ќе биде најголемиот годишен пат на цените на црното злато од 2020 година. Франција денес се збогува со Бриджит Бардо, која почина на 92 годишна возраст, а политичари, филмски познати личности и обични граѓани оддаваат почит на социјалните мрежи. Француската министерка за култура Ришида Дати рече дека смртта на Бардо е загуба на иконата меѓу иконите. Марин Ле Пен рече дека смртта на Бардо е длабока загуба. Групата за права на животните ПЕТА рече дека Бриджит Бардо беше ангел за животните. Граѓаните на Сен-Тропе денеска се собираат пред незиниот имот за да остават цвеќе, додека градските власти соопштија дека Бардо ќе остане во колективно сеќавање на сите, особено во регионот каде што живеела. Времето и местото на погребот се уште не се објавени. Бриджит Бардо е француска актерка, култна икона и една од најконтроверзните јавни личности на 20 век. Родена е на 28 септември 1934 година. Таа стана символ на слободниот дух, женската независност и сексуалната револуција, а подоцна и гласен и бескомпромисен борец за правата на животните. Почина вчера на 91 година. Некои од незините познати мисли ќе останат запаметени. Само будалите одбиваат да го сменат своето мислење. Секоја возраст може да биде волшебна ако се живее во неа. Тажно е да се старее, но убаво е да се созрава. Си заминувам пред да бидам оставена. Јас одлучувам, велеше Бардо. Новогодишната ноќ ќе помине во знакот на многу ладно и суво време.
под влијание на изразено студена и сува воздушна маса, која ќе продре од север. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, а времето ќе биде ведро, без облачност и без врнежи од снег, што значи дека ќе превладува така наречен сув студ. Температурите на воздухот за време на 31 односно новогодишната ноќ на секаде во Македонија ќе бидат под нулата и ќе се движат во интервалот -10 до -3 степени, додека на повисоките населени места и на планините постојат услови тие да се спуштат и под -10 степени. Времето денеска ќе биде ведро и многу студено, преку денот сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Со временската прогноза ги заокружуваме вестите за денеска. Благодарам на вниманието. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт.